Добар ден, мили мои сезнајковци. Започнува уште едно наше заедничко дружење, во уште една заедничка емисија исполнета со детска смеа и малку повеќе музика. Денеска, за разлика од претходните емисии, нема да учиме, цртаме и боиме. Нема да посетиме детска градинка, туку овде, во Центарот за култура на Битола, ке се дружиме со малите звездички од детскиот музички фестивал Тралала. Изминативе денови, поточно во четвртокот и во петокот, Битола беше домакин на 16-тиот поред детски музички фестивал Тралала. Оваа година на сцената во Центарот за културата застанаа 22 млади и талентирани дечиња. Оваа година фестивалот е поделен на два дела: Тралала Kids, во кој учествуваат дечиња од 6 до 8 години, и Тралала Битола, во кој што пеат дечиња од 9 до 13 години. Знам дека сите мали сезнајковци ги сакаат детските песни, сакаат да пеат рефрени кои се испеани токму на овој фестивал. А токму затоа, денешнава емисија Сезнајковци ја посветуваме на овој детски фестивал, со кој се гордее Битола. Сега одиме да ги запознаеме нашите звезди. Кажи ми, како се викаш, сенцете? Јас се викам Александра Дрогришка. Александра, ти веќе пееше, значи, кажи ми какво е на сцената? Па, многу убаво. Како си помина ти денеска додека ја пееше твојата песна? Прекрасно. Како се вика, со која песничка се представи? Јас се представив со песната Куќе не е за во стан. Кажи ми, има многу дечиња во публиката? Многу. Зошто сакаш да пееш ти? Зошто го сакаш Тралала фестивал? Па, затоа што се дружиме, пееме. Запозна нови другарчиња? Да, Да, многу има овде. да. Браво. А ти кажи ми, Кукле, како се викаш? Јас се викам Андреја Секировска. И ти пееш, така? Да. Како се вика твојата песна? Звезда голема. И испеа веќе еднаш. Кажи ми, дали беше убаво? Да, преубаво беше. Има многу луѓе, најде некој познат во публиката? Да. Кој? Децата на училиште. Од кај тебе? Да. И тие ти кажаа сите браво, ти аплодираа, така? Да. Кажи ми, зошто сакаш да пееш ти? Бидејќи се дружиме и пееме песни. Кажи ми прво, кој ти го направи овој убав фустан? Една жена што се вика Цаци. А фризурата? Фризурата на другарка на мајка ми е фризерка таја. Многу си убава. Кажи ми како се вика песната што ја пееше? Таен свет. Да. И како си помина ти на сцената и испеа убаво беше? Преубаво. Играше? Да. Зошто сакаш да пееш ти на Тралала? Зашто пееме и се дружиме. А испеј ми малку од твоето песниче? Ки ми испееш? Знам јас некаде има убав свет, таму одиме, штом заспиеме на крила смилени од самовили. Сон штом надојде, ние летаме. И секој од нас бил таму барем еднаш, а може лесно да е вистина. Ако си среќен ти, ако љубов не криеш, тогаш знај за тебе бајка ќе се. Ако си храбар ти и душа отвораш, тогаш знај бајките твоја веќе претвораш. Кажи ми како се викаш? Јосифа.
И колку години имаш? 8. Пееше? Да. Како се вика твојата песничка? Во светот на приказните. Ајде да ми отпееш нешто да слушнам јас. Каква е твојата песна во светот на приказните? Не сакам многу јас да учам математика, поубава играта со кукла Барбика. Да, стварно така? Не сакаш да учиш математика? Не сакам. Кажи ми кој ти го направи? Фустанот имаш многу убав. На мајка ми една другарка. Колку време се подготвуваше еве за настапот денес? Па, една недела. Напорно вежбавте? Да. И зошто сакаш да пееш? Зошто пееш на тралала? Оди мене многу ми беше желба да пеам и затоа. И сега ти се исполни оваа желба. Ќе продолжиш и понатаму? Да. Јас се викам Елена Бургавска. Елена, која песничка ја пееше? Самото ми е симпатија. И како си помина на сцената, кажи ми? Многу убава и интересно. Дали Елена има веќе симпатија? Штом се смешка, значи има. Кажи ми, имаше ли многу дечиња во публиката? Да, имаше многу. Зошто сакаш да пееш на тралала? Затоа што има многу убави песни на Иба фестивал ми. И секогаш одам кога има тралала. Само тој ми е симпатија и во очи крие магија. Покрај него како булавче, јас во бело устанче. Само тој ми е симпатија и во очи крие магија. Покрај него како булавче, јас во бело устанче. Јас се викам Ана Неумова. А на која песна ја пееше? Нина. И како ти се допадна прво, еве имавте прв настап викенд? Па прекрасно беше. Најде некој познат во публиката имаше? Не. Ќе дојдат подоцна, така? Ево уште една убава принцеза денеска, кажи ми како се викаш ти? Валентина Спасеска. Која песна Валентина ја пее на трала? Во лето. Во лето? Ти го сакаш многу лето, така? Да. И што правиш во лето? Си играм, се дружам со моите другарчиња. И кажи ми како си помина денеска на сцената, веќе еднаш настапивте. Убаво беше, прекрасно, интересно, сите шлака. Немаш трема кога ќе излезиш на сцената? Или малку на почетокот? Малку. Освен што има прекрасни дечиња кои што прекрасно пеат на сцената, овде се и оние девојчиња кои што секогаш играат, изгледаат прекрасно и ја надополнуваат кореографијата и секако сценскиот настап на оние кои што се на сцената. До мене има прекрасни девојчиња, еве прво ќе зборувам со тебе, кажи ми како се викаш? Ива. Ти? Јана. Сања. Леа. Имаме уште. Ивана. Ивана. Михаела. Јана. Бојана. Бојана. Валерио. Кажете ми вие на колку песнички играте? На 3. На 3. Старите на 4, а новите на 3. Значи има различно, некој на 3, некој на 5, некој на 4, така? Дали е убаво кога ќе излезете на сцената? Да. Да. Колку време вежбавте за тоа сето вака убаво да изгледа на сцена? 2 месеци. 2 месеци? Да. И напорно беше многу? Не беше многу играти. Јас повеќе се занимавам со играње и лесно. Сакаш кога ќе пораснеш да играш? Да. Да, браво. Кажете ми сега, кој ги подготви вашите кореографи? Нашата Анастасија. Анастасија мајката. Стефанија. Значи, Стефанија и Анастасија ги подготвија вашите кореографии. Имате многу убава облека и ми кажавте веќе дека беше убаво на сцената. Дали и наредната година ќе играте, ќе учествувате на Тралала? Да. Зошто сакате да сте овде на Тралала? Па јас сакам, бидејќи јас од малечка сакам да играм овде, бидејќи мојата браќа да овде игра веќе 9 години и затоа сега јас одам овде, па затоа сакам јас да играм. Ти сонце зошто сакаш? Бидејќи убаво е, играме на Тралала, се дружиме. На колку песнички игравте вие да ми кажете? 3. Кој ви ги подготви вашите кореографии? Ања! Дали многу вежбавте? Да! Убаво беше на сцената? Да! Ке играте и наредната година? Да! Или може би некој сака да пее? Не! Сите сте за играње, така? Убаво е на Тралала? Да!
Колку време се подготвувавте со кореографиите? Па 1,5 месец така. Напорно вежбавте? И наредната година ќе ве видиме на Тралала? На колку кореографии игравте? 5. На 5, да. Играте сите истите девојчиња или се има смет? Се менувам. Напорно е да се игра на 5 кореографии? Па да. Колку време се подготвува? Повеќе 2 месеци. Имавте нон-стоп проби, така? Да. Сакавте да учествувате или сте учествували и порано на Тралала? Учествувавме и порано. Значи и до година ќе ве видиме, така? Да. Фантазија од бој создавам знај за сите шарен свет. Фантазија од бој вистински рај, убав како цвет. Земам од сите јас бој, со прстите мој листот го шарам. Тоа е мојата желба, свет јас од бој на сите да дарам. Еден дел листи бојчки многу, четкички фломастери. Фантазија од бој создавам знај за сите шарен свет. Фантазија од бој вистински рај, убав како цвет. Фантазија од бој создавам знај за сите шарен свет. Фантазија од бој вистински рај, убав како цвет. Јас овде веќе имам едно другарче кој што си го запозна вчера на пресконференцијата. Давид, дали си подготвен веќе еднаш испеа, така? Да. Како си помина, кажи? Да, убаво си поминав. Не се чувствував страмно, ама како да осеќав нешто, како Ама на нешто наредните убаво да ми е. настапи ќе биде супер, така? Да. Многу убаво изгледаш, кажи ми кој те дотера вака? Мојата мајка ме дотера. Вака ојдовме во еден бутик и Ти си од брати, што сакаш да носиш денеска, Да. така? Да. Кажи ми како се вика твојата песничка? Мојата песничка се вика Очи сини. Кажи ми како се викаш син? Марко. Марко, колку години имаш? 8. Како се вика твојата песна со која настапи денеска? Мојата песна се вика Скирам Дудо. И како си помина на сцената, беше убава? Беше убаво, да, супер беше. Имаше Имав трема, имав трема, да. ама помина. Помина се добро. Многу сакаш да пееш, зошто сакаш еве токму на Тралала? Бидејќи мислам дека тука има најмногу пријавени деца, многу другарчиња. Добро е организирана, да, супер. Уште едно многу убаво дотерано момче имаме денеска овде кој што учествува на Тралала. Кажи ми како се викаш? Дамјан Талевски. Ти си Дамјан. Дамјан, која песничка ја пееш? Раден ден. И како си помина, кажи ми, на сцената? Убаво. Убаво беше? Имаше многу дечиња во публика? Не знам колку не се броја. Не се броја. Браво. Ке ми запееш малку од песничката? Радосен сум јас, дојде мојот ден, мојот роден ден, со другарчиња Жуда Голема и тука е Јадена. Браво. Кажи ми зошто сакаше ти да пееш еве на Тралала? Мене ми беше убаво, затоа. Се дружиш многу со децава овде, има многу дечиња, така? Да, најпоќе со Надица. Покрај сите толку дотерани убави пејачи, имаме еден убаво дотеран фудбалер, така? Да, Кажи ми, твојата песничка е фудбалер, предпоставувам. да, Како си помина на сцената, ја отпеа? да. И Убаво беше. Кој фудбалер сакаш ти да бидеш гледан? Барселона? Да, Тој ти е омилен клуб? да. Омилен фудбалер? Меси. Меси.
И кажи ми зошто ја сакаш тралала? Убаво помина се? Да, сакам да запознам нови другарчиња и да се дружиме и да учиме нови песни. Ајде да одиме сите на снег, баби, тетки, сите другари, на планина негде, на близок брег, далеку од градски улици, далеку од градски улици. Кажи ми како се вика песничката која што е? Песничката се вика Баба Ангелина балерина. Значи како цртаниот филм кој што го гледаме ти си балерина денес, така? Дали токму балерина сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Па, да. Како си помина на сцената, веќе отпеавте еднаш, имаше трема или не? Нема баш трема, ама ете, нема. Другите настапи ќе бидат побави, така? Да. Финалето веќе супер, така? Да. На овој настап бев многу среќна, бидејќи прв пат излегувам пред многу публика. И тоа е. Полесно е кога ќе пееш пред другарчињата од училиште или пред мама и тата? Па, исто ми е мене. Напорно вежбеше за да се подготвиш за настап, така? Да. Колку време? Еден месец. И како звучи? Целосно задоволна си од тоа како излезе денес и од целиот фестивал? Да. Јас сум многу задоволна од ова што излезе денес и од овој фестивал. И ќе продолжиш и понатаму да учествуваш и да пееш? Да. Имаше трема, не се или не се исплаши? Не, оти од градинка, од игровар на играв. И затоа немаш трема од настапи, така? Да, Сакаш да пееш на Тралала, ќе пееш и понатаму? да. Која песничка ја пееш? Насмевки. Насмевки. Браво, кажи ми како си поминав? Да, Дечињата беа задоволни во публика? да, многу бе. Колку време вежбеше ти да се подготвиш за твојата песничка? Па еден месец. Денот го почнувам, насмејана цела. И добар ден ви посакувам. А штом ќе направам убави дела, насмевки и јас добивам. Ден е ноќе не ни важно, насмевки праќам секому сегде. Вашето срце да не биде тажно, љубов дајте некому негде, љубов дајте некому негде. Лица насмеани и радост заблика. Ајде дојдете, насмевки споделете. Луѓе распеани, колку убава слика. Насмевки бесплатни, земете повелете. Ден е ноќе не ни важно, насмевки праќам секому сегде. Вашето срце да не биде тажно, љубов дајте некому негде, љубов дајте некому негде. Од кога имаше желба да пееш на детски фестивал? Од порано. Од порано? И конечно, еве ти си исполни оваа желба. Беше ли тешко додека се подготвуваше за настап? Со задоволство си се спремаше, така? Колку време се подготвуваше? Пееше по дома? Да. Еден месец. Кажи ми како се викаш? Лазар. Имаш многу убав костум. Кој ти го направи и кажи ми што ни? Од кунфу порачавме да ми сошијат. Како се вика песна? Нинджа. Vnuka na Münchhausen, тоа е оној барон стар, тој билаш го опасен, а јас имам фантазија.
Детскиот фестивал Тралала веќе 16 години успешно ја афирмира македонската детска музика во Македонија и надвор од незините граници. Оној кој што сите овие години се труди, вложува и е овде за сите овие деца е господинот Тони Алексовски, кој што еве денеска ќе искористиме оваа можност да ни каже збор-два повеќе за фестивал. Добар ден, поздрав до гледачите на Мега телевизија. 16-то издание на Тралала, 22 нови хитови, 22 нови звездички на музичкото небо наречено Тралала. Фестивал кој во континуитет се одржува толку долго години, кој има изфрлено на музичката сцена толку големи таленти и хитови. Тоа е воглавном тоа што го прави овој фестивал поинаков од другите. Пресреќен сум и задоволен што сум на чело на оваа организација, на овој фестивал, бидејќи сме промотори на македонската детска музика не само во нашата држава, туку и надвор од неа, и се надам дека со исто такво темпо ќе продолжиме и понатаму да работиме. Сте учествувале на многу фестивали, многу настапи и надвор од границите на Македонија. Сте се вратиле со многу награди. Да. 33 гостувања надвор од државата. Значи сме посетиле многу големи интернационални фестивали каде секаде сме добро примени, добро се ја представуваме нашата држава, значи под македонското знаме. 33 фестивали, меѓу кои морам да ги напоменам фестивалите во Москва, каде јас сум и председател на жири комисијата, каде настапуваме со многу број дечиња и каде освојуваме први места. Покрај Москва би ги напомнал како други достигнувања на фестивалот Тралала, гостувањата и освојувањето на награди на фестивалите во Полска, Романија, Италија, Малта, Данска и многу други држави кои сме посетиле заедно со децата. Тралала Кици, Тралала Битола се еден расадник на нови таленти. Значи од овде потекнува цела она магија наречена детска музика. Значи од овие таленти се издвојуваат неколку деца кои понатаму работиме со нив и по извесен период со нивната макотрпна работа и наша нормално успеваме да ги однесеме надвор од државата. Тешка ли е селекцијата да се селектираат на 20? Па сигурно дека е тешка. Знаете, на една аудиција се случило да има и по 300 дечина пријавени да учествуваат на аудицијата, меѓутоа ги одбираме оние најталентираните, најдобрите. И навистина е тешко со толку деца да се функционира, значи не се само тие 22. Тука имаме уште околу 80 деца во балетските групи кои ги придружуваат цело време додека траат песнички, така да тешка, но задоволство ми е што ја работам оваа работа, бидејќи сум веќе 16 години во сите овие интернационални и домашни фестивали, така да задоволство ми е, иако е тешко, задоволство ми е да работам. 16 години рековме оваа година одбележувате. Имате ли вака еден увид во тоа колку дечиња досега имат учествувано во Трала? Да. На македонскиот фестивал, на националниот избор кој денеска и утре се случува во Битола, досега има 451 композиција, 451 дете учесник, а на интернационалниот фестивал, значи од 2009 досега значи настапувале околу 500 дечина, значи купена бројка од околу 1000 дечина во овие 16 години ја осетиле магијата на сцената, застанале на сцена и докажале оно што го знаат. Сепак мислам дека импозантна и голема бројка, околу 1000 учесници на тој фестивал. Децата, како што веќе зборувавме, рекоа некои со малку трема, некои немаат трема. Ги им кажувате ли како да го надминат сите? Секако дека работиме, имаме и музички педагози кои работат со нив, нонстоп сме на работа со децата, се движиме во тие кругови. Нормално дека секој човечки е да се има трема, особено кај деца кои се на таа возраст од 6 до 13 години, меѓутоа со нашата работа успеваме сето тоа да го надминеме, децата се осеќаат прекрасно, ја надминуваат секоја пречка, секоја трема и излегуваат пред овие преполни сали, што за возрастен човек дека е секако предизвик, а камоли за дете кој има само 6 години, но еве, мислам дека успеваме во цела ова работа. Лесно ли оди снимањето во студио? Сепак се во прашање дечиња. Да, секако дека е тешка нашава работа, но се трудиме да ги снимиме во студио, да ги навежбаат пред тоа песните, да бидат способни и спремни за да подготвени да влезат во студио, да се снима. Знаете, тоа е процес кој оди подолго време, значи се снимаат солистите, се снимаат придружните вокали, хорови, инструменти кои се свират во живо и така натаму.
Ова година сите 22 композиции ги изработи Кристијан Габровски, значи познат низ македонската естрадна јавност како Ристо Бомбата. Значи му ја дадовме приликата да се докаже во своите музички квалитети и тоа е тоа. Тралала исто така доделува и неколку награди, тука е наградата за прво, второ место, гран при наградата и неколку специјални. Ќе ги споменеме, но еве за нас сите дечиња се победници, затоа нема многу да зборуваме и за награди. Да, сите дечиња се победници, доволно е храброста која излегува пред сите овие 7 преполни сали да покажат своето знаење, но сепак публиката си го дава својот глас, се доделуваат награди од публика, имаме и трочлено жири кој доделува трета, втора и прва награда во секој фестивал поединечно од страна на жирито. Имаме награда за најдобар сценски настав во двата фестивали и гран при на фестивалот, која е најголемата награда на фестивалот. И за прв пат ова година воспоставуваме награда за нашиот неодамна починат пријател и соработник на фестивалот Тралала Боби Коминовски и за исто авторот на многу хитови на Тралала Драган Карамфиловски Бојс. Тука се и наградите од акредитираните новинари и така да мислам дека сите дечина многу задоволни, срекни ќе се заминат од овој фестивал. И бидејќи имаме една преполна сала на нестрпливи дечиња да започне новата представа која што веќе денеска треба да биде, јас сам уште ќе ве прашам, што е она што треба да има едно дете или што е она што треба да исполнува доколку веќе за наредната година сака да учествува на аудицијата за Трала? Пред се, значи, првен треба да има желбата, да има желба кон музиката, да ја сака музиката, да сака да биде дел од ова манифестација, а ние понатаму сме тие кои го преземаме детето и во текот на цела година работиме со нив за да бидат спремни еве како денес да настапат на Тралала. Ви благодарам многу, се надевам уште многу години успешни. Ви благодарам на соработката, ви посакувам убав ден. Оваа година речиси сите училишта од Битола и регионот, како и многу организирани групи од другите училишта од градовите, дојдоа да го погледнат детскиот фестивал Тралала. Ние заедно со децата од основното училиште Колеканински ги слушнавме најновите детски рефрени, отпеани од новите звезди на оваа музичка сцена. Забавуваш денеска? Да! Ти се допаѓаат песничките на Тралала? Да! Која најмногу? Не ги знаеш уште, ама ќе ги научиш сите, така? Да. А ти сакаш да пееш на Тралала? Да. А ти, Злато, како се вика? Ивона. Ивона, дали се допаѓаат песните? Да. Која најмногу или уште не ги научиш? Уште не ги научи. Ти дојде да ги гледаш сите или има некој кој го знае? Сите сака да ги. И сите се убави? Да. Дали се убави песничките? Да. Ги научивте? Да. Ке пеете и вие на фестивалот? Да. Кажи ми, дали си поминувате убаво денеска? Да. Убави се песничките? Да. Дали знаете веќе некоја научивте? Да. Химната ја научивме и уште неколку нови. Например, третата. Да? Кој дојдовте вие да го гледате? Има некој што пее и го знаете? Да, Александра. Да, ти? Никој. А дали сакате и вие да пеете наредна година? Да. Да. Сакам убава песна, да. Сакам јас да се смеам на глас. Си на небо морска
Се надевам дека уживавте во овие 30 на минути кои денес ги споделивме со вас. За сите вие кои овие 2 дена не успеавте да го погледнете детскиот фестивал Тралала, не губете надеж. Истиот многу наскоро ќе може да го погледнете токму на Мега телевизија. Со нови Сезнајковци се дружиме за една недела. Чао, чао!